Македонија денеска се сеќава на трите големи имиња: револуционерот Гоце Делчев, славиот македонски Васка Илиева и познатиот Јосип Броз Тито. Колку на вистина тие денеска се почитуваат? Па некои има ги почитуваат, некои не, ама мислам јас ги почитувам сите. Ја мислам дека Титовото време не се враќа. Па како не се од големо значење? Нормално дека се од големо значење. Али Титовото време не се враќа назад, тоа беше живот. И за сиромашни, и за богати имаше живот, што стварно сега никош не може да си замислиме тоа. Не. Сега младите само по кафичи, по лутање, по дрогирање, по такви работи. Телефони, што викате, да. Без овие личности, прашање е колку би била македонската историја богата. Гоце Делчев, исто така имам почити кон него. Со негова, како да речам, ангажираност, ние денес живееме. Со негова заслуга, да. Па голема богатство и голема важност имат. Васка, Гоце Делчев, исто Јосип Броз Тито. Не знам. Не. Младите не знаат ништо од тоа. Историја, ама не знаат ништо од историја. Тоа е богатство, ама младите не знаат, само на телефоните. Не верувам тоа. Не верувам. Младите се у друг стил, на други музики. Гоце Делчев треба и него, ама... И додека Гоцета го опишуваат како борец што ја разбудил свеста за слобода, граѓаните за Васка велат таа е славејот на Македонија, гласот што ја зачува македонската песна. За Тито пак се децидни доколку не бил тој, Македонија немаше да го има истото место и признавање. Па Јосип Броз Тито беше на Југославија председател на СФРЈ. Имам учествуване и на неговите доаѓања тука во Македонија, во Штип, мислам. Васка Илиева немам ја сретнато вака уживо, како што сме сега ние, али преку телевизија ја знам. Слушате ли ја ден денес? Слушаме. Со задоволство ја слушаме. Многу убаво пееше, она е незаменлива. Таков глас имаше, што ден денес кога ќе почне да запее, мислиме дека и славеите пеат со неа. Славенски глас имаше. Важни се за државата. Тоа е еден од главните свети ликови, Гоце Делчев, од народните представници на народната музика и етнологија, Васка Илиева, и големиот раководител на Југославија, во кое време Македонија се здоби со државност и своја самобитност. Во оваа смисла, мислам дека овие три личности се едни од најголемите во историјата на нашата држава. А сметам дека овие личности треба да бидат од посебно значење и посебно да се почитуваат и да се обележуваат нивните датум, а од друга страна и често пати да се подсетуваме преку одредени статии и творби, лични творби, преку училиштата, преку образовните установи. Се залагал за слобода, за развој и не случајно овде е напишана неговата најголема крилатица, јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар на народите. Второ, овде мора да се каже Васка Илиева, ненадминатата пеачка на која јас пренесе славата на македонската песна и македонскиот јазик. Гоце, Васка и Тито, секој на свој начин оставил белег што не се брише. Тие не се само приказна за раскажување, туку луѓе од кои треба да се учи. Но прашањето и понатаму стои, дали денес навистина ги почитуваме или само ги спомнуваме кога ќе дојде ред. Почитта не е во зборовите, туку во тоа како ја чуваме државата, јазикот и песната. Македонија памети, ама останува да се види дали доволно вреднува.